И точно време е ова утро понеделнички да ја поздравиме и да ја лоцираме каде се наоѓа нашата драга колешка Ирина Спировска, која има интересен соговорник и содржина која што верувам дека ќе ви се допадне. Иринче, добро утро. Добро утро, Сузе, поздрав до тебе и до сите гледачи кои што ова понеделнично утро го дочека на фреквенцијата на телевизија Алфа. Денеска се јавувам од просториите на Елколект, лиценциран колективен постапувач за управување со отпад од електрична и електронска опрема, а поводот што токму денес го правиме во живо линковското вклучување од тука е утрешниот интернационален ден за отпад, 14 октомври. Секој во својот дом од нас чува апарати кои што веќе не ги употребува и не ги користи, може би од причина што и не сме доволно информирани каде треба истите да ги дислоцираме. Токму затоа во следниве минути зборуваме на оваа тема со Горан Цветановски, одговорен на оделение за грижа на корисници. Горан, добро утро. И пред се, колку време постои Елколект? Елколект делува веќе 11 години во земјава. Има решение за издавање дозвола од Министерството за животна средина и просторно планирање. Ги имаме активностите овие 11 години и мислам дека на почеток е целата таа работа, меѓутоа дека сме на добар пат. Како народ се чини дека имаме ниска свест за тоа што треба да правиме со отпадот кој сите го имаме во своите домови, особено кога се работи за ситниот отпад. Што велат вашите искуства во однос на овие 11 години работа? Апсолутно свеста е на ниско ниво, меѓутоа морам да потенцирам дека зависи од општина до општина. Може би е невообичаено, меѓутоа помалите општини се сожители кои што се посовесни, поодговорни и имаат сенс за поголема грижа за животната средина. Тоа го кажуваат нашите искуства. Интересен податок е тоа. Ајде сега да преминеме малку на отпад. Што се спаѓа во тој отпад и кој е правилниот начин истиот да заврши таму каде што треба да заврши кога веќе нема да биде во функција? Под електричен електронски отпад се подразбираат сите уреди кои што работат на напон 220 волти, тоа значи во домашни услови, и 380 во индустријски објекти, или работат на батерии. Значи све што работи на напон домашен, индустријски и на батерии се смета за електричен електронски отпад. Значи почнувајќи од најмали играчки за деца, електронски цигари, до големи постројки кои што работат на напонот што го спомнав. Што треба да направат луѓето кои што имаат во своите домови, канцеларии, компании отпад? Кој е начинот за да стапат во контакт со вас и да најдат решение за овој отпад? Нашата компанија на нашата веб страна има отворено, е наречено барање за преземање електричен електронски отпад. Само треба да ги пополнат основните податоци, кај може да ги најдеме, каде се лоцирани, и отпадот се превзема, праќаме овластени транспортери, бидејќи мора и транспортерите да бидат лиценцирани, не може било кој да го транспортира. Например, за Скопје во рок од 4 до 5 дена работни тоа се завршува, низ Македонија исто, 5 до 6 дена работни се превзема отпадот од домовите. Дали овие услуги се бесплатни за граѓаните? Апсолутно бесплатно е све. Тоа е наша работа како колективен постапувач. Да, сакав тоа да го апострофираме за да ги поттикнеме луѓето на вистина да ја користат можноста што им ја нудите, да дојдете директно до нивниот дом или до нивната компанија и да го земете електричниот, електронскиот отпад. Се чини дека за да се подигне свеста на населението за важноста и потребата од правилно селектирање на овој отпад, многу е важно да бидат вклучени и младите генерации и токму во тој контекст вие правите интересни, авангардни чекори. Па еве и по повод утрешниот интернационален ден на отпадот, подготвувате нешто што ги вклучува младите. Секако една од компонентите на кои што ние обрнуваме внимание е работа со најмладите. Дури имаме активности во предшколски установи, значи со деца од предшколска возраст.
Мислам дека се тие онака сунгерести впиваат све, потоа пренесуваат дома како треба и што треба да се прави со отпадот. Што се однесува до авангардноста, по повод утрешниот ден што го спомнавте, во Основно училиште Круме Кепевски во општина Киселавода, поставена е првата вендинг машина за електричен електронски отпад. Таа е поставена од пред некое време, мислам дека добро функционира. Децата однесуваат, имаат неколку проверки направени, носат. Таа е вендинг машина за ситен, така наречен мал електричен електронски отпад, значи во телефони, таблети и се што може да собере, негде мислам дека до 30 сантиметри е отворот максимално што може да се внесе апарат со таа димензија. Па токму таков отпад и сите имаме во своите домови. Ако погледнеме во филките, во шкафчињата, сигурно секој ќе најде еден куп такви работи во својот дом. Да, апсолутно. Лани истиот овој ден беше наречен лов на мали електрични електронски апарати во нашите домови. Ние имавме една акција на конкурс за видео за такви апарати. Се случуваше во фиока да се најдат оние што ни испратија видеа на конкурсот по 6, по 7 мобилни телефони полночи што ги заборавиле. Меѓутоа, ете, повод беше конкурсот, па ги најдоа и ги снимија. Тоа значи дека ваквите иницијативи на вистина вродуваат со плод и може би полека, но сигурно ја менуваат свеста кај сите нас за тоа што треба да се прави со отпадот. Така е, значи нашата машината и ред други активности што ги правиме, главна цел е трансформација на свеста. Луѓето да сватат дека правилното постапување со електричен отпад не е опција, туку е нешто што мораме да го направиме, затоа што во иднина би можело да се создадат проблеми заради тој отпад. Дали може би е штетно да се чува дома отпад? Па одредени уреди содржат компоненти кои што се онака баш непрепорачливи да се чуваат дома. Тоа значи дека секогаш кога ќе имаме електронски или електричен уред кој што веќе не го користиме, најпаметно ќе биде да го завртиме телефонот на Елколект или на некој што лиценцирано исто така се занимава со истата дејност за да се ослободиме од истиот. Така е, ние имаме наша инфраструктура за помали садови, имаме негде преку 45 општини каде што имаме садови каде што може да се одложат на правилен начин и ситни и крупни електрични електронски уреди, меѓутоа една од опциите е да се јават граѓаните на нашиот телефонски број да го пополнат барањето што го спомнавме пред малку и ќе бидат услужени бесплатно. И еве за крај, бидејќи утре е 14 октомври, интернационалниот ден на отпадот, која е пораката што би сакале да ја упатите до сите оние кои што ова утро не гледаат и не слушаат? Да, мотото на овогодинешната акција, односно денот на електричен електронски отпад е рециклирајте го вашиот електричен отпад, критично е. Критично во смисла што има неколку компоненти, односно материјали од кои што се направени обично електричните електронски уреди, тоа се кобалт, алуминиум, бакар и литиум, веќе како ресурси на земјинава топка се при крај. Ако може да се каже така, добрата вест е што од оние што веќе се произведени, па преку рециклирање, преку примерна селекција, секундарна, можат да се излечат, па повторно да се направат. Еве, јас верувам дека оваа порака ќе стигне до многумина и дека ќе помогне уште во тек на денешниот ден секој да провери во својот дом или во својата канцеларија, компанија, што му е вишок и што има од електричен и електронски отпад што веќе не се користи, да ве контактира и да се приклучи на утрешниот 14 октомври интернационален ден за отпад, да направи чекор и да го донесе овој отпад таму каде што ќе биде истиот рециклиран и со тоа ќе се помогне и на нашата планета Земја. Јас ви благодарам за ова утринско јавување.
Да, и се надевам дека утре на вистина денот ќе биде интересен, особено за најмладите кои што активно оваа вендинг машина ќе ја користат, а мислам дека е многу важно и ние постарите да им даваме добар пример. Така, ви благодарам. Еве, тука некаде ќе се одјавиме. Верувам дека утрово ќе најдете време да зирнете во вашите фиоки, во шкафчињата, во канцелариите и не заборавајте да го дислоцирате електричниот, електронскиот отпад и со тоа да дадете добар пример на околината, се разбира и на помладите генерации. Со оваа информација и со оваа порака го заокружуваме денешното утринско јавување во живо од терен. Се надевам дека до крајот гледачите ќе останат и понатаму сутринската програма на телевизија Алфа, затоа што имаме уште многу интересни содржини за нашиот аудиториум. Прекрасно, навистина, убаво подсетување во пресред на утрешниот ден. Ви благодарам многу. Поздрав од овде од студиото.